Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со доктор Ана Палева Стојановска, специјалист-интернист во Центарот за биоинформатика, Розалија Секуловска, лиценциран психолог, и Ивана Дракулевска од Зелен Хуман град. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот. Верувам дека сте заедно со нас уште од рано изутрина, така и сега, и верувам дека ќе уживате во ова женско попладневно дружење кое што верувам ќе донесе интересни разговори во вашиот дом. Заедно со мене домакинки на ова убаво друштво ќе бидеме заедно со Вера. Верче, и официјално добро утро пред камерите. Ти благодарам, Александра. Здраво Македонија, ви посакувам убаво утро, убав ден и еве убаво да си го заокружиме и оваа всушност работна недела. Верувам дека ќе останете со нас, ќе го задржиме вашето внимание. Имаме интересни гостинки со убави професии кои што ќе споделат сето она кое што е корисно за сите нас да го знаеме. Александра, едната гостинка за жал малку ни достигна, како што видовме во најавата, но програма сме во живо. Утрата, да, програма во живо. Градот ни е закрчен секој утро, знаеме, особено пред празниците, луѓето навистина доста се движат, но верувам дека кај да ќе ни стигне гостинката. Да ги представиме, Александра, оние кои што ни се веќе во студиото. Така е, веднаш до мене доктор Ана Палева Стојановска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добре ве најдов. И на крајот ни е Розалија Секуловска, лиценциран психолог. Добро утро и добре ни дојдовте. Така, ја очекуваме Ивана Дракулевска од Зелен Хуман град, која верувам дека соодветно на собраќајот и на движењето ќе ни пристигне во ова убаво друштво. Но да започнеме, доктор Ана, со вас. Кои се најчистите заболувања, како интернист и добар диагностичар, најчистите заболувања кои што за жал ги имаат граѓаните во ова токсично општество, оптоварени со работни обврски, брз начин на живење, секојдневие кое и да сме здрави ни оптоварува, а и да сме болни потешко го минуваме? Па генерално знаете, можеме да кажеме дека видот на патологијата која што се јавува има секогаш некој сезонски карактер, зависно од тоа во кој период од годината сме, во кој или период од како да кажам, од условите надворешни како влијат, но ако веќе ги исклучиме само инфективните предизвикувачи кои што ги имавме многу. Овој период навистина ординациите беа преполни. Оно што дополнително или да кажеме секојдневно го загрузува животот, квалитетот на живењето, тоа е оно што се оптовареноста на луѓето со оно што е дел од животната средина, односно животните навики, оно што ги обкружува сигурноста или несигурноста во која што се, како и оној стрес за кој што сите секојдневно зборуваме и кој што велиме дека е потребен, да, се согласувам, е стимулативен, но морате да знаете и како да го амортизирате. За жал, сите тие информации доаѓаат повеќе или помалку ги оптоваруваат нашите граѓани, значи нашите жители, и при тоа имаме навистина разнолика патологија која што се јавува. И кога ќе кажеме за стресот не е нешто што било вчера или прекчера, тоа е нешто што е во континуитет и кое што сериозно го загрозува нашето здравје. И тука луѓето веќе мора да знаат како тоа да го направат. Дали тоа ќе биде во дел од она што е нашата класична медицина, или ќе биде на начин да тоа го амортизираат поинаку. Во основа, вие морате да се грижите за здравјето и тоа е оној момент кој што е многу важен. И секогаш го апелирам дека превенцијата е секогаш навистина приоритет и да, и треба да биде најважниот момент во сечиј живот. Луѓето за жал не секогаш тоа го почитуваат, затоа што кога ќе го изгубат, тогаш стануваат свесни што и како е со здравјето. Сега, каков избор ќе направите, колку ќе се грижите, како ќе се грижите, зависи од она што самите ќе одберете, но секогаш имате избор да направите најдоброто за себе. Да. Кога сме кај изборот, Розалија, каков ни е изборот во однос на психолог? Колку во минатото беше табу и сите некако и луѓето кои посетуваа како тоа да не го споделуваа јавно. Точно. Денеска дури е модерно да си имате личен психолог со кој сакате да разговарате за она што секојдневно ве оптоварува. Точно, порано беше поголемо табу, срам, што ќе речат другите, па луѓето мораа да имаат огромна мака за да дојдат, инаку не доаѓа, и тие што доаѓаа крија, не кажува на блиската или подалечната околина.
Меѓутоа сега некако како да се зголемува свеста, не само што се зголемува свеста, туку и се зголемува потребата, затоа што неслучајно постоја доктори за секоја област. Така да ние не сме доктори, ние сме психотерапевти за менталното здравје, а менталното здравје најдобро се третира кај нас. Така да се зголемува бројот, се зголемува и различна возрастна граница. Родителите знаат да ги пратат и децата предучилишни, училишни, адолесценти, знаат и зрели возрастни да побараат да дојдат кај нас на психотерапија. Знаат луѓе со Мене највеќе ме радува што знаат луѓе да побараат поддршка од нас кога немаат некој огромен проблем, меѓутоа имаат потреба да работат на себе. На личен раст. Или пак да позборуваат со некој, бидејќи е различно кога зборуваме со пријатели, но друго е кога со стручно лице зборуваме работите. И токму тоа е најубавиот фидбек кога го добиваме, кога излегуваат, знаат да кажат овој разговор е малце поинаков. Да. И тоа е работата, се создава еден безбеден простор каде што може да се каже се. Да. Ние не осудуваме, ние не завземаме страна, туку ние рефлектираме за да самата друга страна дојде до некое доживување. Така, постојано гледаме што рефлектираме во општеството и последиците кои ги чувствуваме како општество, но вчерашниот ден осам на гол маш во центарот на Скопје, за да се доведете во таква состојба, да излезете во главниот град, верувам дека навистина треба да имате мака. Пред се мака која доаѓа во умот. Нешто не е во ред, да. Така. Дали доцнеме со работата и превенцијата на умот и на нешто што е најнеистражено во здравството, за да се доведеме да го доживееме она што вчерашниот ден како информација имавме во главниот град? Значи, станува збор дека нешто не е во ред, кога некој тоа ќе го направи. Ние не дека доцниме. Ако гледаме така во многу области, ние сме некоја посебна култура која што некои развој нас не се случуваат после 10-20 години од нашите соседи. Меѓутоа, такви работи имало и ќе има, за жал, затоа што не можеме секаде да имаме контрола и да интервенираме. Од друга страна, имаме и особа која што не сака да соработува. Честопати знаат луѓето да се обратат дека да, имаме во комши особа која што прави немир, како да постапиме. Па тогаш се обраќаат до прва помош, се обраќаат до полицијата, доаѓа. Не може, значи некако станува збор за комплексност. Јас сум секогаш за примерна превенција, значи тоа е да се образува населението, да се информира, за да навремено се действува, за да биде многу полесно и побрзо за сите. Понатаму одиме со секундарната превенција, каде што веќе има проблем и го разработуваме проблемот, го бараме решението, и терцијална која што е малце задоцната. Така да, ова може да се случи секаде, во секоја држава, меѓутоа убаво е брзо да се реагира и соодветно да се реагира. Така. Ви благодарам што ни се приклучивте, Ивана. Малку подоцна, но верувам со програма во живо. Така. Носат колку е закрчен сообраќајот во Скопје. Навистина. Верувам затоа што често се движите низ градот со велосипед, па вие малку не се поидневно движењето во овој дел од градот за да стигнете навремено. Така да направив исклучок денес, се потсетив. Така, имаме разбирање. Интересно за вас, додека го читав се она што го имате споделено, е не се разбирате многу од политика, но се вклучивте во политика и тоа во Зелен хуман град со цел и идеја да го промените она што го живееме во македонското општество. Со цел активно да работам, да го волонтирам своето слободно време, енергија и некогаш и средства за да го направам Скопје зелен и хуман град. Така. Колку не е Скопје вистински зелен и хуман? Воопшто не е. Мислам, ние уште во 2021 за кога ја објавивме нашата програма, фокусот го ставивме на сите оние точки на кои што може и треба да се подобрува градот, да се води во вистинската насока за одржлив развој. Дивата урбанизација треба да се запре, треба да се воспостават области каде што ќе биде забраната изградба на нови објекти, нови згради. Мораме со отпадот итно да преземеме прво сериозно да си ја сватиме работата, а потоа и да спроведеме стратегии за селекција и рециклирање.
Многу од отпадот има вредност. Овој отпадот кој што е направен денес е од истите природни суровини, да речеме, и материјали кои што можат да бидат реупотребени наместо да се црпат нови и нови од природата цело време. Ева, да селектираме, да почнеме стакло, хартија, пластика, понатаму и биокомпостари. Тоа ни беше и нашата заложба. Има свесност кај граѓаните, но е за жал мала. Ова е една тема која што е недостасува и едукација и кривање на свест, што ние даваме се од себе да ја понудиме. Недостасува и стратегија на државно ниво и на локално ниво во Скопје и во секоја од 10 општини на Скопје за подобро менаџирање, подобро управување со отпадот. Сега јас разбирам дека само едно јавно предпријатие, комунална хигиена, е задолжена за речиси сите 10 општини, меѓутоа нови згради никнуваат цело време, тоа значи дека нови луѓе и секој нов човек што е населен, нов потенцијал за отпад. Но тука ги имаме компаниите како Пакомак, Нула отпад, како многу други компании кои знаат и умеат да работат токму на оваа област, но за десетина години може ќе разговараме за едно поинакво општество. Многу години наназад вие бевте гласни на шарена револуција. Дали воопшто се каете за одлуката да бидете дел од истата, затоа што во тоа време не можев ни да знам што ќе ја донесе иднината, а инаку конкретно на шарена револуција бев како фоторепортер за тогашен медиум во кој што работев. Точка, тоа може да се провери. Сликав, дури апаратот ми беше со бои целиот, а не дека знаев нешто повеќе од тоа, бев буквално како медиум. Да, ангажирана да го следите сето она кое што се случуваше. Кога ги спомнате биокомпостерите во регионот, имаме земји кои што веќе активно ги употребуваат. Дали во догледно време би можеле ние да имаме такви биокомпостери кои што, како што кажавте, сите тој отпад може да биде реупотреблив и да биде користен? Токму така. Бидејќи го имавме и во програма, кога изгласа скопјани двајца советници од Зелен Хуман Град, овие двајца советници, Драган и Горјан, дадоа се од себе за да се обрне внимание на биоотпадот. Успеавме да издействуваме 2 или сега веќе 3 компостари. Идеалното беше да се купи по една компостара и да се спроведе во секоја општина. И граѓаните на таа општина, локалните жители, биоотпадот, се она што останува од храна, па дури од пазарчињата, се она што е лушпи и од рестораните и од угостителските објекти, тоа е речиси 60% од вкупниот отпад. Сега тој отпад наместо да оди на депонија и да гние и да испушта метан и да ја загадува и почвата и воздухот или да се само запалува во летните денови, може да се биокомпостира и да се добие од него органско гориво кој ќе го потребуваат земјоделците, па и ние можеме да купуваме за органско ѓубриво за нашите растенија. Така, на кое што го одгледуваме на балконите. Главното е дека имаме ќе се вакви примери, но тргне сепак се сведува на приватни компании кои што тоа го прават. Имаме добри примери. Во Тетово имаме компанија за која што и ние раскажавме, така да има постојат, но се пак ќе кажам малку за да ја создадеме по премината која што ние. Треба во Скопје во секоја општина по една биокомпостара. 60% од отпадот ќе елиминираме, тоа буквално на сите ни да Само дека не останаа површини кои што ќе може да се прават биокомпостари. За жал се сведено на асфалт и на... Ако има простор за згради... Не е тоа кој е големо, биокомпостерот не зазема тукав огромен простор. Но сепак е потребна почва, која што мислам дека малку остана. Доктор Ана, да разговараме за оно што го работите денеска и некако кое што го поврзавте со стандардната класична медицина и на начин и пристап за кој што можеби луѓето се уште не се запознаени. Се не е информација. Се што не обкружува информација, но и нашето тело е составено од информации кои ги примаме во текот на денот. Како вашата примерна работа ја поврзавте со една благородна работа која што денеска создава огромни промени кај болести кои што се најголем дел автоимуни болести кои се нови во новото време? Така.
Во основа се согласувам. Се е информација која примаме од надвор, информацијата во нас која што кружи, комуникацијата меѓу клетките, целокупното работење и функционирање на нашиот организам е всушност само добро спроведена информација која што треба да биде како таква. Она што е мој предизвик и моje професионално и приватен предизвик беше биоинформатиката, која што даде нешто што навистина нуди нам една широка група, ствари на секого нуди можност да на поинаков начин се грижи за своето здравје. Јас ќе тргнам пред се од здравјето, зашто како што и реков, здравјето е навистина императив на секој човек, независно колку во даден момент ја има свесноста или ја нема. На овој начин, користејќи ги самата биоинформатика, добиваме информации каква е состојбата во нашиот организам, односно во нашето тело. И при тоа, добивајќи на еден начин информација како имаме можност да сето тоа го коригираме, односно го доведеме во еден идеален начин на функционирање. Зашто квалитетот на животот исто така многу важен, како тоа ќе го продолжите. Од друга страна пак се затекнуваме, и со одредени патологии кои што се јавуваат, се доаѓаат, дали тоа ќе ги наречиме болести, дали се синдроми, независно, јас ќе кажам сето тоа дека се одредени нарушувања во функционирањето и кога ќе имате можност да сето тоа убаво го детектирате, видите на кое ниво и какви се нарушувањето и при тоа можете да помогнете, затоа што процесот на регенерација е процес кој што и нашето тело природно го има, а при тоа вие помагате дополнително. И ако говориме за било каква патологија, дали тоа одиме од функционални нарушувања, дали одиме од некој и плюс патолошки нарушувања, значи секаков тип на нарушување, тогаш доаѓаме до тоа да можеме да му помогнеме на телото да се врати во своето нормално функционирање. Процесот на регенерација е природен во нашиот организам, само треба да му помогнеме, да му дадеме правилна информација. Токму тоа се прави горе во Центарот за биоинформатика, каде што после скенирањето, односно каде што има можност да ја видиме состојбата каква е на телото, можеме да дадеме информација да се подобри таму каде што има нарушување на одредена нарушена функција, дали е во прашање систем еден или повеќе системи. Знаете како, ние не можеме да зборуваме само за една болест, само за еден орган. Ние зборуваме за еден холистички пристап кон телото, кон човекот, кон неговиот ум, кон свесноста, значи зборуваме за целокупна пристапност во неговото третирање. И кога вие ќе добиете информација, знаете, многу пати се случува, некој се жали и велат, тоа ти е на психолошка база. Меѓутоа, кога ќе го седнете и кога ќе го скенирате и ќе видите дека тоа не е така, дека имаме реално нарушувања кои што се многу посуптилни, меѓутоа на долги стази даваат отстапки, вие имате можност да сето тоа го коригирате и го вратите тој човек во нормално функционирање. И тоа е благодетот, дали во превенцијата или да му помогнете на неговото тело да се справи со се она што е нарушено. Затоа пак ќе кажам, патологијата е навистина огромна, и при тоа доведуваме до добро функционирање. И тоа се уствари работи кои што ги имаме секојдневно во нашата ординација горе во Центарот за биоинформатика, каде што сум и јас, значи покрај мојата основна или дејност како лекар, каде што гледате какви промени имате кои што ќе ги регистрирате, да, она што ние можеме да го регистрираме, меѓутоа и со плюс потоа, значи, она што е во рамките на класичната медицина, дали се лабораториски еходиагностика, можете и да ги потврдите. Имате ли некој пластичен пример на пациент за орган на кој што може би било диагностицирано дека треба интервенција или операција, а да се успее да се врати во нормала витален орган по пат на информација? Генерално да, и морам да бидам нескромна да кажам дека имам навистина многу убави резултати. Еве јас ќе појдам нешто што е секојдневно сега многу актуелно, сега алергиите се во исклучителен подем. Така. Сега, вие кога ќе дојдете, ќе ви дојде еден човек кој што вели дека не може да дише, има непријатности, ние ќе каже, само носот е затнат. Обидете се само неколку дена да бидете, да не ви функционира носот, ќе видите колку е тоа многу важно. Нели? И сако ќе детектирате и вие ќе му помогнете затоа што давате правилна информација да го вратите телото да почне нормално да функционира и тој ви се враќа на контрола, он е веќе многу подобар и се чувства и вие благодарен. И, значи тоа е да кажеме нешто што е многу се работи во моментот. Еве оваа недела горе имавме исклучително голем број на дечиња.
имавме, едноставно се случи, нели така, каде што имавме проблем со дечињата, кој има проблем со говорот, кој има проблем со однесувањето. И сега вие во сето тоа го детектирате, гледате на кое ниво е проблемот и се му давате решение како тоа да се реши. И кога истите тие дечиња, кои што дека вие го отправите првиот преглед, не стивнуваат во ординацијата, само се движат, хиперактивни се и тешко е да дојдете и доаѓаат и веќе имате друго дете. Знаете каква е таа среќа пред се и на родителот. И тоа се тие сега, што се имаме? Навистина широка патологија. Дали тоа се регенерација на витални органи, значи проблеми со дишните патишта, кои што исто така ги имаме, регенерација на срце, каде што имаме навистина и документација, каде што и треба да излеземе со студија да го тоа покажеме. Регенерација на макула, значи навистина се им добиваат убави резултати. И на тој начин во основа ние го правиме она што работиме на грижата за здравјето на нашите граѓани. Најубавото кажано, грижа за здравјето. Но од грижа за здравјето треба да се грижиме и за умот. Ги споменавме децата. Често во вашата ординација има плејада на дечиња со кои работите. Колку дисфункционалноста на семејствата влие во растот и развојот на едно дете? Многу влијае и се разбира дека влијае негативно. Значи да се расте и да се живее долго време во дисфункционална средина, во дисфункционално семејство, тоа е семејство каде што има физичко, психичко малтретирање, насилство, дури и самата незаинтересираност, игнорирање, незаинтересираност во воспитувањето, образованието и негата и грижата за детето, исто е насилство. И имаме полово, имаме трудово насилство и така натаму. Дисфункционална средина и кога детето гледа кога двајцата негови родители се расправаат. Сега сите се расправаме, меѓутоа има разлика од расправање, има разлика од често викање, изливи на бес, на агресија, удирање, фрлање на предмети и така натаму, каде што во таква средина детето не може да ги задоволи основните примарни биолошки потреби, психолошко-биолошки потреби, а тоа е безбедност. Прашањето е тогаш колку самото дете може да се чувствува безбедно онаму каде што првично треба да се чувствува безбедно, а тоа е дома. Понатаму, прашањето е колку тие родители во такви средини, дисфункционални, колку се тие компетентни и колку имаат сила и ресурс да бидат адекватни родители, да ја пружат негата, грижата, вниманието на своето дете или пак едноставно се во оној свој свет на проблеми и децата се некако препуштени сами на себе, сами да растат, да функционираат и да се снаоѓаат и да формираат на несвесен начин некои механизми како да преживеат. Така да многу деца знаат да формираат механизам, јас ќе бидам невидлив, јас ќе молчам, јас ќе бидам адаптирано дете, тоа е во наводници една его состојба, каде што се што ќе ми се каже, јас ќе бидам послушно дете, понатаму и во градинка, и во училиште, понатаму и во мојот брачен однос, јас ќе бидам послушно дете, иако имам 30-40 години, за да не дојде до конфликт, да не дојде до расправија. Понатаму детето може да несвесно да го преведе сето тоа, мене никој не ме сака. И тоа да биде едно главно верување и понатаму кога ќе расте, колку и да успева, да мисли дека јас не сум доволно добар, јас не сум доволно сакан, успешен и понатаму моето дете не ме сака, а тоа не е точно, тоа е едноставно присликување на нешто од минатото. И сега да не одам се подлабоко и подлабоко, значи постојат многу дисфункционални семејства, некои се регистрирани, со некои се работи, центрите за социјална работа, психолозите, психотерапевтите, социјалните работници работат, колку што можеме и умееме и колку што се нашите капацитети и ресурси. Некои уште се скриени во системот, нели, она семејство кое што има ригидни граници и не дава ништо да влезе, ништо да излезе, тоа е дискутабилно. Која тајна ја крие? Што крие? Зошто има потреба да се оддели од останатите? Така да не само дека е дисфункционално семејство, туку прашањето е колку време трае таа дисфункционалност. Ако оставиме дете подолго време да живее во дисфункционална средина,
опасна по психолошкото, менталното здравје за детето, а понатаму и по медицинскиот раст и развој, толку повеќе трауми и отстапувања во развојот ке има. На долг рок. Споменавте многу служби кои треба да работат со семејствата, од социјални служби до психолози и психотерапевти, но колку во градинките, училиштата, средните училишта имаме соодветен кадар кој што може да го препознае ова за кое што зборувате, за да се вклучи алармот и приватно да се посети психолог? Постојат, меѓутоа, еве пак глобално ќе речеме дека еден психолог во градинка и еден психолог во училиште не може да обслужи толку многу ученици, толку многу деца, да стапи во контакт со наставниците за да им даде насоки како со секое дете, особено оние проблематичните, како да се постави, па понатаму да стапи во контакт и со родителите, да ги ислуша, да им даде поддршка и насоки. Значи, еден психолог на едно училиште, а сега имаме еден психолог на повеќе училишта, или еден психолог на повеќе клонови од градинки, или воопшто го нема. Или воопшто го нема, го заменува можеби педагог, а можеби и никој не го заменува, местото е во мирување или испразнето и така натаму. Сакам да кажам дека ние имаме психолози, педагози, не се искористени, а имаме доста стручни лица, значи тие тоа го знаат. Само можеби е потребно да го интегрираат во една целовита слика на своето знаење и да почнат да работат. Меѓутоа, за да почнат да работат, пак ќе речем, малце сме во една школа, во една градинка, во една болница и тоа во еден одел, да речеме, на онкологија, еден психолог. Малце. На психијатрија 2 психолога или 3 психијатри. Малце е. И што сакав друго да кажам, и дека понекогаш е потребно да многу да се работи за да се стигне до здраво општество. Точно, многу да се имплементира и дека не е секогаш акцентот само на нас. Понекогаш акцентот е, значи, и околу нас. Тие да препознаат и да дојдат. Не да молчат, не да се тргаат и да мислат дека добро, моето дете сега може би поменува низ нешто, може би наставничката фаза, точно, знаеме да кажеме, сега е во некоја фаза, сега може би ете така со наставничката нешто. Не, детето е симптом дека нешто се случува. Најчесто малите деца се симптом дека нешто дома се случува. И затоа ние бараме интегративен пристап, што рече докторката, холистички пристап. Значи детето не го вадиме само како дете, го гледаме семејството, го гледаме обкружувањето, сродниците и така натаму. Значи многу е дисциплинарно, многу е слоевито и многу е длабоко. Така. Има многу длабоки работи кои што не се случуваат, но за работи за кои што сте гласни е и критична маса. Една критична маса. Да, една иницијатива која што е одлична, по секоја последна среда не се случува на градот, а вашиот велосипед е заедно со вас дел од истата. Колку не се потребни вакви иницијативи за да ги промениме работите? И па не можеме да зборуваме за здравје ако градот во кој живееме ни налага сите да седиме во автомобил. А кога би се, еве, бидејќи ја спомнавте иницијативата, тоа се вика на Точак, исто независна организација, активисти, која постои со години и секоја среда во месецот порано организира критична маса за да се прави притисок за изградба на велопатеки и веломрежа со која што ќе бидат поврзани сите општини во Скопје и ќе може непречано да ги користиме безбедно, без да бидат обструирани од паркирани автомобили или по нив да се возат мотори и такви работи, за да се мотивира тој вид на транспорт. Со самото возење на велосипед се циркулира, не се загадува воздухот, се одржува циркулацијата, сакав да кажам. Не се загадува воздухот, сето тоа се здравствени придобивки и за човекот што вози и за сите околу него. Зошто уште повеќе градски гарнитури го ветува Скопје, Велоград, ние уште го немаме. Еве, ние сме еден типичен пример дека доколку сакате со Канал 5. Одговорам на Ивана. Секако. Повелете докторка, тоа е идејата да се надополнуваме. Генерално морам да кажам како лекар кој што работам веќе скоро 30 години, забележувам дека има промени во ставовите, во свесноста на луѓето, како на младата популација која што мене исклучително ме радува, затоа што е поразлична од нас, повозрастните, меѓутоа и кај возрастните
средата на секој општество. Апсолутно да. Мислам дека веќе се минуваат работите, така да поддржуваат секој на свој начин во рамките на своите можности и тие навики за здрав живот, за запазување на околината. Сметам дека и тоа како се забележува, можеби не во таква бројка како што е очекувано за да направи нешто, Но има меѓутоа исчекот. апсолутно се согласувам, затоа што јас тоа го гледам секојдневно. Луѓето се менуваат и се будат. Сега со која брзина? Не е битно. Битно е дека нешто се случува. Да, и мислам дека многу голем процент од ова кревање на свест го има токму на точак, спроведено преку нивните редовни акции, неоткажување. Има неудамна и како родител со своите деца на велосипед, може да ги однесе своите деца до градинките или до училиштата. Да. Мислам, тоа е идеалниот начин да го оставиш детето во градинка или на училиште. Наместо со кола и да се блокира цела улица, па да треба да се проширува после, како со Васко Карангелевски случајот. Така, тоа е случај каде што навистина успеавте да направите промени да сте гласни, но како Зелен хуман град знаеме како успеавте или не успеавте, но како Зелен хуман град зашто би сакале да сте гласни? Дел сте од градското собрание на град Скопје, двајца како што споменавте се тамо. Кои се промените кои што му се потребни на Скопје? Кои промени би сакале да се имплементираат? Или сте многу мал... Можам цел ден да зборам. Ајде да почнеме. Многу ставки. Да почнеме со јавниот превоз. Ева сега ни се набавуваат нови автобуси, с кои што Фала ги Богу, очекуваме. Од кога имаме проблеми со јавниот превоз? Имаше случаи каде што автобуси можевме да видиме како горат Така, и се луѓе само во паника запалува, излегуваат од нив. Потоа имаше кога воопшто немаше автобуси, а особено за луѓето што се во приградските населби и општини на Скопје, како на пример Шуто Ризари што се собра и излегоа на протест, они само иницијативно, бидејќи стварно нема како на друг начин да стигнат, немаат ни велопатеки поврзани, пешки како? Ке треба биде... Велопатека нема ни до Канал 5, има една автобуска линија која што ако ја чекате ќе треба да стигнете за некој ден, но За секоја проекција на нови улици не треба да бидат пошироки од 3 метри. Со ова се намалува автоцентричноста, а се мотивираат другите видови на транспорт. За веќе постоечките булевари и главни сообраќајници, ева може да се земе дел или една лента, ева да речеме, и да се пренамени во издвоена траса за ЈСП. За да користиме како граѓани јавен превоз, кај само го имаме ЈСП, па и тоа не е како што треба. Нека биде брзо, нека биде удобно, нека работат клима уредите во лето, нека доаѓа на време, нека оди до сите оние локации каде што има потреба, каде што преку сообраќајна анализа ќе се утврди дека има голем број на корисници, меѓутоа чекаат по 2 сати. Ева за во железара да се стигне, 16 е почас, меѓутоа со двојка А се чека на секој 2 сати. Користите ли јавен сообраќајен превоз? Тоа сакав да се надоврзам, значи еден период јас сакав да одам со точак, со велосипед на работа, меѓутоа си ја ментализирав трасата која што треба да поминам и си реков, ма нема шанси. Да, тоа Значи, немам каде да возам. Некаде имам велосипедистичка патека, некаде завршува, ќе морам да слезам доле, каде што најверојатно колите нема да ме гледаат и опасно е. Понатаму ќе морам да се протнувам некако низ паркираните автомобили, така да јас повеќе ќе се фрустрирам, измалтретирам и нема да отидам. И јас одам со јавен сообраќај. Сега кога го слушнав ова, пошто не можам се да пратам дека ќе стигнуваат нови автобуси, јас сум пресрекна. Затоа што имаше еден период кога поминувавме кога се и се протестираше. Немаше автобуси, луѓе чекаат на автобуските станици. Поминува автобус, треба да застане, не застанува. Нема капацитет да ги собере сите граѓани, така. Вози автобус, застанува, вели, слезете ве молам, ќе дојде друг. Луѓето каснат на работа. Кога каснат на работа, таму никој не ги разбира и кажуваат, вие сте требале порано да се испланирате. Што да планирам кога нешто е неиспланирано? Кога не се знае што и кога. Цела непредвидливост. Понатаму, од друга страна, ги забележував самите возачи на ЈСП. Значи, и тие поминуваа низ еден период на фрустрираност
Така. Значи, тие беа фрустрирани од самата работа, немаа добри услови за работа, не беа платени, беа фрустрирани па дури до тој степен што не застануваа на сите автобуски станици да ги соберат. Интересно е како психолог сте направиле една анализа туку и на оваа професија, но на крај на денот сите сме и обични граѓани, сите сме вклучени во она што значи секојдневие и секој од нас може да даде свој придонес за да го направиме општеството уште поубаво за живење. А ние сме тука да поттикнеме насмевка на вашето лице или едноставно да ве задржиме во удобноста на вашиот дом да уживате во програмата која што ја создаваме. Не минувајте го каналот и натаму сме најдобрите во етерот.